Наполно ќе истекува рокот во кој заинтересираните учесници за предстојните локални избори имаат можност да соберат потписи за поддршка на нивните предлог листи за кандидати за градоначалници и за членови на советите. Според роковникот на Државната изборна комисија, можноста за вклучување во изборната кампања на овој начин започна на 21 август и сите предлози требаше да добијат поддршка од 250 гласа за да можат да влезат во предизборната трка. Според официјалното известување на веб страницата на комисијата за општина Кочани, досега е поднесена само една независна предлог листа за членови на советот, чиј носител е Венко Крстевски, додека за градоначалник нема ниту еден предлог. Со оглед што на партиите им е оставен рок до 14 септември до општинските изборни комисии да ги достават своите предлози, засега се тактизира и се уште не се соопштуваат имињата и се останува во сферата на шпекулации и можни комбинаторики. Во јавноста веќе се вртат неофицијални податоци за веројатните кандидати за градоначалничката функција, при што кај ВМРО-ДПМН за Кочани наводно веќе се било познато. Кандидатите кои ќе влезат во предизборната трка за први луѓе на локалните самоуправи веќе биле или доправа ги очекуваат разговори и консултации кај генералниот секретар на партијата Христијан Мицковски, пошто конечно требало да биде донесена одлуката за секоја општина засебно. Иако се уште неофицијално, досегашниот градоначалник Радко Димитровски е во најсигурна опција да се бори за општинската фотелја по трет пат. За Чешиново Облешево се споменува името на Горанчо Зашов, поранешен директор на Водостопанство Брегалница, додека за Зрновци и Виница, како кандидати за нови мандати, исто така остануваат досегашните градоначалници. Што се однесува до СДСМ пак, и таму состојбата се уште сосема не е расчистена, па во опција остануваат по неколку имиња. Единствено сигурна е кандидатурата за Вовиница, каде во предизборна трка влегува Ивица Димитров, актуелен председател на Општинската организација на социјалдемократите. Во Кочани пак и понатаму се прави испитување на мислењето на членството околу тројца можни кандидати за кои согласност потоа ќе треба да се добие од партиското раководство. За општина Чешиново Облешево во опција е Горанчо Крстов, кој беше во трка за градоначалничката позиција и на претходните локални избори, а во Зрновци до Општинската изборна комисија биле поднесени две предлог листи, по една за градоначалник на која стои името на Методим Николов, како и за членови на советот, чиј носител е Владо Ристов. Официјалната потврда за прифатените предлози Државната изборна комисија треба да ги соопшти до 16 септември, а еден ден подоцна треба да започне постапката за ждребување за редоследот на гласачкото ливче.